Истрагата за полициските службеници во врска со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани беше предвидено да заврши до крајот на септември годинава, меѓутоа имаше објективни околности околу сослушување на одредени сведоци, со тоа што најверојатно на почетокот на наредниот месец ќе се донесе јавно обвинителска одлука, изјави републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, прашан докаде се другите истраги и предистраги за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Во однос на предистрагата за службениците од УЈП, Коцевски рече дека се води предистражна постапка во ОЈО Кочани и надлежниот јавен обвинител дал одредени нападствија и наредби за превземање на надлежните органи на одредени процесни дејствија. Судскиот процес за случајот со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани почнува следната недела и како што рече Коцевски, јавното обвинителство има екипираност и веќе се договорени околу начинот на кој обвинителите ќе го застапуваат предметот, изразувајќи увереност дека од страна на јавното обвинителство нема да има никаков проблем во однос на судењето. Бројот на обвинители што ќе постапуваат по предметот, како што појасни Коцевски, заедно со дополнително ангажираните можеби ќе биде 15 јавни обвинители. Премиерот Христијан Мицкоски негираше дека средствата од ИПАРД се блокирани по апсењата за корупција во Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, потенцирајќи дека истрагата се продлабочува бидејќи има информации за претходни злоупотреби на средства. Премиерот рече дека побарал да се блокира исплатата на парите од ИПАРД за да се види докаде оделе злоупотребите. Мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации говорат дека тоа не е од сега, туку години наназад тоа е правено. Така што секи истражими и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека биде, порача Мицкоски. Министерството за финансии соопшти дека преку структурите и органите за управување на средствата од ИПАРД, инструментот на Европската Унија, Македонија донела одлука за времен прекид на исплатите на средствата од ИПАРД програмат. Како што беше појаснето, ваквата одлука следува по актуелните случувања со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Националните структури за управување на средства од ИПАРД инструментот веќе превземаат дополнителни мерки и активности поврзани со актуелните случувања. Македонија од Европската комисија уште од 2009 година го има добиено правото за децентрализирано управување со средствата од ИПАРД инструментот. Бугарија има резерви на гориво за 1 месец во очекување на почетокот на американските санкции за руската нафтена компанија Лукойл, која ги поседува најголемата рафинерија во земјата и поголемиот дел од инфраструктурата за складирање и цевководи. САД и Велика Британија минатиот месец воведоа санкции за Лукойл и Роснефт поради одбивањето на Владимир Путин да ја заврши војната во Украина, што ќе ги загрози нивните операции низ Европа. Американските санкции, што ќе стапат во сила на 21 ноември, предизвикаа загриженост за снабдувањето со гориво во Бугарија, каде што Лукойл управува со рафинеријата во Бургас и со стотици бензински пумпи. Енергетските аналитичари велат дека земјата има повеќе залихи на сурова нафта и нафтени производи надвор од Бугарија, но мора да ги увезе пред цевководната мрежа на Лукойл да падне под санкции. Бугарија, која ќе го усвои еврото на 1 јануари 2026, превзеде чекори за да го обезбеди снабдувањето откако санкциите беа објавени минатиот месец. Привремено го забрани извозот на некои горива во земјите од Европската Унија и усвои закон за ставање на рафинеријата во Бургас под државна контрола, со можност за нејзино продавање. Иако руската нафтена компанија Лукойл објави дека ги прекинува работите на својот најголем проект во Ирак, нафтеното поле Западна Курна 2, откако американските и британските санкции ги блокираа нејзините операции и финансиски текови. Ирачките власти потврдија дека сите плаќања кон Лукойл во готово и сурова нафта се прекинати откако беа воведени санкциите. Поради неможноста за примање плаќање, компанијата го информираше ирачкото Министерство за нафта дека не може да продолжи со редовно работење. Сенатот ги поддржа потребните мерки за прекинување на најдолгото затворање на владата на Соединетите Американски држави во историјата, која траеше 41 ден, откако 8 членови на демократската опозиција одлучија да застанат на страната на републиканското мнозинство. 60 сенатори гласаа за конечната верзија на законот, 40 од нив беа против него. Процесот се уште не е завршен, но се очекува дека нема повеќе пречки за повторно отворање на владата. Законот се уште треба да биде поддржан од представничкиот дом, кој треба да одлучи за него во среда.
По усвојувањето на таа инстанца, законот ќе биде испратен во Белата куќа за подпис од председателот на САД Доналд Трамп. Сенаторите ја поздравија одлуката која треба да им донесе олеснување на околу 1,4 милиони вработени кои се отпуштени или работат без плата повеќе од 1 месец, како и на милиони други американци. Исто така треба да се стави крај на хаосот на американските аеродроми, каде што недостатокот на контролори на летање доведе до откажување на 2000 летови и до отснање на повеќе од 7.000. Меѓу демократските сенатори многумина беа разочарани и загрижени за идните потези на партијата. Повеќето сакаа да истраат во блокадата и да чекаат републиканците да ги олеснат мерките за здравствена заштита. По овој компромис, поддржан од 8 сенатори од редовите на опозицијата, легитимно се поставува прашањето како демократите ќе им се спротивстават на републиканците и на председателот Трамп во иднина. Времето денеска предпладне поудделни котлини со услови за појава на магла. Преку денот сончево време со мало до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во Скопје предпладне во делови од котлината со услови за појава на магла. Преку денот сончево со мала до умерена облачност и слаб северен ветер.